Почитуване, еве ги прегледавме и информациите од земјава и светот. Има уште една информација што не ви ја соопштивме, што тики е практично лиферувана дека од утрово на 5 локации полицијата врши претреси поврзани со криминални дејанија на криминалната група Беланоца Барон. Обвинителството за организиран криминал и корупција за во текот на денот најави повеќе детали за овие истраги од страна на полицијата, инаку дека наводно станувало збор за постапувале по докази за 2 ликвидации. Продолжуваме со разговорниот дел од Студио 10. Прв меѓу гостите е господинот Вангел Божиновски, историчар, но прво археолог, така? Архитект, така. Со археологијата вие како поспецијална, како да кажам, област. И книжевник, објавувате книги, пишувате и, како да кажам, туристички водич со меѓународно признат сертификат. Божиновски, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. До пред 4-5 месеци ја издадовте книгата Вон билансната евиденција со поднаслов Дали Херодот е татко на историјата или е самописател кој по нарачка напишал his story или негова приказна. На еден чуден начин правите практично со една не секојдневна терминологија и еден поинаков стил од вообичаен за една книга. Правите, како да кажам, една трансценденција со минатото и сегашноста и колку минатото ние практично го имаме и го ползуваме како важен, многу богат ресурс со кој што може да се представиме во светот и да ползуваме од тоа да имаме ќар. Се надевам дека суштината е погодив на ова дело. Да, точно. Значи, што ве поттикневе на едно вакво дело и на една ваква обмисла што ја ставивте и на хартија? Значи, кога вие имате нешто што ви останало од вашите претходници и тие ви го оставиле тоа како наследство, доколку правилно се грижите, ќе забележите дека тоа наследство може да биде полезно и за другите, може да стане интерес за другите и вие го вклучувате како сериозна ставка во вашиот буџет. Овде кај нас не е случај. Кај нас суштествува една реченица која низ образовниот систем со години наназад во 20 век ни беше пласирана во главите, а таа беше батали минатото, гледај ти кон иднината. И ние навистина така постапувавме како добри ученици. Тоа е катастрофалната грешка. Оттаму, секој кој се наоѓа на определена позиција од голема одговорност, не познавајќи си го минатото, поинаку се представува и ние во овој момент не сме дефинирани како сериозна Македонија, туку сме дефинирани како што гледаме секојдневно што ни се случува. Значи, клучот на нештата е... Дали сметате дека еве ова е неповратно за Македонија? Сега колку и да се трудиме дека никогаш нема да го патиме. Тоа напротив, малку повеќе да се представиме како поиздржливи, како да кажам, на разни влијанија. Инструментот на минатото е невозможно да го избришате. Еве, забележувате дека има и однадвор таква потреба да ти го избришат минатото и тебе да те создадат како робот или како идиот. Тоа не е возможно. Македонија е единствен геополитички ентитет кој никогаш од зора на цивилизација до денес не си го сменил името. Таква карактеристика не можете да дадете на ниеден народ, на ниедна нација. Ова е цитат од светска статистика. Сега, ако тргнете од тој елемент, вие забележувате колку важност е дадено на една именка. И колку овој народ, кој вообичаено имаме намера да го сместиме во нешто пежоративно, па да го ставиме на газот на Европа и така натаму, успеал да си го задржи името и тој феномен е навистина клучен во решавањето на секојдневност овде, вклучувајќи ја појди ми дојди политиката што си ја играме. Ако не си го знаеш минатото, ти не си човечко суштество. Значи, ако немаш меморија, заврши работа. Тебе те сместивме во животно. Животните и тие имаат, бога ми не. Некој одредена меморија. Значи, од таму,
Оваа книга вели, имаш непроценливо богатство. Ако го вклучиш, работите ќе си одат нормално. Ова е ненормално ако ти сакаш да си избришеш историјата. Знаеш онаа нашата народна поговорка што вели, сите наши реки течат кон минатото. Тоа е суштината. И сега гледај, ти имаш една територија, колку ти оставили разните разграбувачи, се што ти е разграбано е само врз основа на тоа што не си го знаеш катастарот. И ние сега Ние и денес не си го знаеме сега катастарот. што е основната работа? Да. Основната работа што ја води Европска унија или кој сакаш друг да не те прима и така натаму, тоа е врз основа на тоа што ти сам не си го почитуваш катастарот. Ние имавме еден краен феномен што ние треба да се освестиме, тоа е Нобеловецот од Муртино. Тој кутриот не ни знаел што правил, сега да го прашаш што правил 10 години, поима ќе нема. Значи, ние се доведовме до таква гротеска да имаме таков тип за премиер. И со таа работа ние стигнавме до божемно некое наше откажување од сопственото минато и ние слободно сега прифаќаме. Ако видите документи, дали вие сваќате дека во некои документи што ја секојдневно ги гледам, пишува дека ние сме биле Северна Македонија од секогаш. Нашите пописи што беа направени 50-та, 60-та, 65-та, 70-та, сите се напишани дека се правени во Северна Македонија. Оваа книга вели не. Ако јас имам такво минато, во тој случај ти мене не можеш да ме сместиш прво како ново дојден на ова полуострво, што нас обилно не сместуваат. Во книгата точно се наведува. Светската археолошка организација издаде проглас пред минатиот век, значи пред 20, да заврши 20 век, дека нема преселби во 6 век. Тогаш, што правиме со тоа словените? Тој проблем прв мора да се реши, за да се дефинира точно што било. Ако зад словените... Но тоа треба на светско ниво да се реши, да. Не. Бе во Израел. Израел е се што гледаме, како гледаме, не е важно. Меѓутоа може многу да се научи. Израел, кога бев јас 93 година, и тие во тоа време ме прашува што правите вие, ќе го продавате ли знамето и така. Не во тоа време, јас бев и дока и Министерството за надворешни работи да прашам, можда некој ќе ме праша тама на таа светска асоциација на архитекти состанок, демек што правиме со знамето, не го дава. И јас сега таму за тоа зборам. Но, случајно, во тој разговор со евреинот, што беше исто на некоја функција таму во Сојузот, тој вели, ние направивме вака кога востановивме држава, нели? Ни се дозволи така натаму. Првата работа што ја правевме, не баравме некој да не признае однадвор. Прво, работевме долго време сами да се признаеме внатре. Значи, тој чекор прво го поминавме, а после се позанимавме со тоа надвор да бидеме признаени. Ние малку изгледа поинаку тргнавме. Затоа, истражувањето на минатото. Потоа, работата на историјата како предмет во нашето образование. Тоа е број еден. Министерот за образование, тоа е прва задача. Најдобро е министерот да ги запали сите учебници што одат во главите на нашите деца и да ангажира сериозни луѓе сами да си напишеме учебник. Затоа што целиот образовен систем, ако се вика предмети, сите се викаат историја на физика, историја на хемија, историја на математика, историја на јазик. Сите се занимаваат со историја. Зашто на тој начин вие создавате еден граѓанин на својата земја кој што ќе си ја почитува. На тој начин образовниот систем ќе одговори на вистинското прашање поради кое е создаден. Во Европа првото училиште е создадено во Македонија. Тоа е Миеза. Ако е така, зошто е тоа создадено? Тамо е создадено не за да ги научи нешто тие аристократски деца што беа внатре, туку за да им каже каков треба да бидеш
а не што да правиш. Тоа е суштинската разлика. Тоа е пред се воспитна институција. И ако така тргнете, имате сосема друга слика за она што треба да се прави. Оваа книга, што јас ја пишувам, трга од такви поставки и носи определен резултат. Замислете, ако низ ваква призма го погледнете спорот со името. Вас што ќе ви падне на памет? Дека тоа воопшто не е расправа, дискусија или некаков спор со името. Тоа е судски процес. Ние бевме 30 години во судски процес без да ни се каже дека е тоа така. И нашите што беа таму требаше да ни кажат. Така, па често се менуваше терминологијата, договор, дали сме разговарали или сме преговарале. Не сме преговарале, не сме разговарале. Ние сме седеле како обвинети на клупата и овие ни рекле сега сте криви за тоа, за тоа, за тоа. Ние сме се согласиле, не ние, тие што не представувале. И потоа нас ни е испорачан судскиот процес преку Преспански договор, во кој само ние имаме обврски. Така, вие тоа го кажувате, мислам и го пишувате во книгата, но Божиновски еве во овој захуктан свет, како да кажеме, ви пред малку во вестите, гледајќи ги, ја слушавме и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, кај што вели дека многу брзо се движат работите, дека геополитиката брзо се менува, па тука се и климатски промени и све. Дали тие влијанија што Македонија ги имаше и ги има од страна, можевме ние да одолееме, колку бевме ние компактни внатре како општество за да може да поставиме еден силен гард кон барем еден дел од нештата? Да, значи вака. Паниката што ја има Урсула произлегува од тоа што неизе се случува и што се случува во Европската Унија. Таа секако дека ќе сака... Ама тоа се случува и кај нас, мислам, чекайте се вака. Собствената патика на Урсула, позицијата и така натаму. Прво, ние премногу ги креваме луѓето што ќе дојдат однадвор, вклучувајќи ја и таа жена. И некој друг што ќе дојде, Оливер Вархеј и така натаму. Тие се од мајка родени. Натаму, тие не можат да бидат наш репер за цивилизација. Ако така се востановите во разговорот со нив, вие досега ќе бевте примени во Европска Унија. Но ако се поставуваш во ситуација, ај кажи ми што да правам, па јас ќе го правам тоа, тие и натаму ќе се играат таа игра. Значи, се гледа дека жената во паника, веројатно и е крај на мандатот. Па, не, она е сега реизбрана. Реизбрана, да, реизбрана, има уште 5 години пред себе. Мак. Дали, така, тоа го кажа во контекст на буџетот на Европската Унија, веројатно треба да се дуплира или триплира, како и да. Дали ние сме можеле поинаку? Да. Дали уште можеме поинаку? Да. Значи, потребно е да се погледнеш себе си, да знаеш кога прифаќаш определена одговорност дека ти можеш да возвратиш на таа задача, а не да влегуваш во нешто, па после да заборавиш дека си бил. Потоа многу е важен континуитетот. Ние немаме континуитет во раководењето. Односно, еден со друг, тој што ќе биде и тој што ќе го наследи, не ги пренесуваат проблемите за да бидат помрднати, туку сите би сакале да започнат одново. Од нула. Без да го сватат континуитетот. Затоа е важно, копај прво под земја да видиш до кај си бил, и кога ќе ја видиш таа лоза до каде, тогаш ти поинаку ќе се чувствуваш. Затоа треба да се вложува во археологијата, да се вложува во образованието заедно со ова и да се смени концептот дека во школа на нашите образи што надоаѓаат од иднината. Не смее да им се кажува дека се дојдени овде како варвари и дека откако се дојдени во 6 век биле потребни 300 години да дојдат Кирил и Методи да им дадат писмо. Па потоа Климент, па тек култура да создадеме и на крај дури во 19 век да создадеме собствена архитектура. Тоа е ненормално. И со таква ситуација некој ќе стане премиер по статистичка веројатност. Што ќе прави тој? Себе не се почитува, а камоли својот народ. И забележете, кога имаат проблем, еве, некој ќе биде на висока политичка функција,
Ако случајно падне, него му е народот крив. И наеднаш да сме ние поарен народ, не знам што би било, како би било. Ке избереме подобри лидери, Народот лели е така? вака. Се што се однесува до минатото, ова е проверено. Не го најдоа нашите археолози овде. Туку народот дојде да ги викне од институциите, да им покаже дека има нешто тамо. Најобични луѓе. Анекдота. Во градскиот завод за заштита, Скопскиот, доаѓа еден селанец од Говрлево. И доаѓа, се шутка по ходниците и така поминува неколку дена, за да им каже дека горе има нешто. И сега, откако тој им кажа, почнавме да откриваме и што се случи? Ние најдовме наод во 2000 година кој беше прогласен за врвен археолошки наод на Европа. Тоа е Адам од Говрлево. Сваќате? Да. Тоа е случај со Породин. Породинската култура по мерења со C14 е најстара култура воопшто во Европа од периодот на младото камено време. Мерени се бројки. Вие го истражувате тој период, така да. 8750 години стара неолитска старо неолитско наследство пред Христа. Стави ги овие две, тоа се 10.000 и кусур години стар неолит. Таа култура овде кај нас цути се развива, кој ќе стигнеш до неа. За неа пак селанец дојде во Битолскиот завод, за да им каже на битолчани што беа во заводот учени луѓе да дојдат да копаат. И после тоа требаше нели Белград да биде. После 3 години, после 3 години започна ископувањето откако селанецот доаѓаше да им вели. Значи, народот е во ред. Значи, не е во ред. Тие што ги водат институциите практично. Начинот по кој ние се осмелуваме да ја прифатиме високата одговорност. Тоа не е во ред. А таму нема критериум. Гајте вака сега. Еве Божиновски, колку сте задоволен со тоа што велите колку длабоко се оди, колку ние копаме подлабоко? Колку сте задоволен како оди тој процес? Вака, значи, во Македонија постојат сериозни археолози кои, да видите, си ја сакаат многу работата. Според тоа, кај нив е потребна поголема инвестиција. Натаму, исто така сметам дека бројот на археолошки наоди е толку голем, што ние дури и не можеме да создадеме вистинска служба за покривање. Во која смисла вистинска служба за покривање? Најдете кај нас има, научени луѓе, во неолитот образовани? има секое село и град во Македонија лежи на неолит. Тоа кој ќе видите, па јас мислам дека има преку 35 града и да речем уште 3000 села и што ти кажам, значи 4000 наоди. И со сите 4000 наоди не можеш, ти немаш финансиска моќ да ги ставиш под заштита. Значи ти ќе ги најдеш, ама не можеш да ги заштитиш. Нешто од нив можеш, нешто не можеш. Во таков случај ти си го ангажираш народот кој ти ги наша и го вклучуваш во системот. Кога ќе го вклучиш во системот, ние сакале, не сакале, народот е вклучен во системот, ние ги нарекуваме диви копачи. А да ги наречеме питоми, да направиме како што треба договор, тие да ги вардат работите, затоа што секој локалитет и сега да знаеш, без оглед на тоа дали е заштитен или незаштитен. Селаните, луѓето, староседелците тамо се грижат за него. Обрнуваат внимание, да не ви кажеме еден прекрасен човек тука во близина на Транупара. Тој се грижи, нико плаќа некој ни ништо. Се грижи, гледа, па кажува дека тука имало некој па ги избркал диви копачи и така натаму. Значи, вие соработката ја имате. Но, кога ќе влезете во институција, немојте да се заборавате, да се поврзете со матрицата од каде што доаѓате. Значи, не може да ви треба тој до изборите, а после изборите 4 години ќе го забориш, па повторно ќе го вклучиш.
таа дистанца што кај нас се прави е неприродна и таа е научена од странство, советниците ни го кажуваат тоа. Значи, кога си на власт, не сакаш да комуницираш, твојата моќ се состои само во една ствар. Зошто сакаш да си на власт? Затоа што ќе знаеш една тајна и кога ќе разговараме во кафана, ти ќе ми кажеш дека еве ти си на власт, ја знаеш ова работа, ама не можам да ти ја кажам. Знаеш, тоа е дипломатска, не знам, висока политика и така натаму. Сваќаш? Значи таа дистанца е направена. Борбата за власт всушност е во определен момент да се покажам дека сум важен, нешто знам, а тебе не ти кажувам. Така. Не, таа поврзаност е потребна. Божиновски, вие велите дека во Македонија, како што кажавте и сега, можеби има 4000 докази, нели, или како да кажеме, апсолутно, рачунајте дека секое село е направено неолите, направено врз неолитот, од минатите времења, цела цивилизација, така. Знаете како препознавате преку археологија дека некој е староседелец? Кога на истото место, каде што е таа прва цивилизација, внимавајте, минатото е многу подлабоко од неолитот, но сега ние зборуваме службено како сме се договориле. Така и дока дошле можеби истражувањата и така. Над неолитот постојат сите други слоеви на цивилизација, еве го Скопје на пример. Одете на тврдината горе, сите слоеви се на исто место. Тоа покажува дека кога некој решил тука да живее, што и да дошло, несреќа од Бога или војна, тој па се враќа. Пак го гради. И ги остава сите слоеви еден врз друг. Тоа се вика староседелец. Кај нас е тоа општ случај. Нека не си дозволуваме да бидеме лажени дека ние сме дојдени. Проблемот што го има нашиот јужен сосед е дека тој знае дека е дојден. Ние сме староседелците овде. Не се тие. Тие се измислени 1847 година е Атина измислена како крлетка на светската цивилизација. Така, пред тоа не е. Така, да. Сваќате? Да. Значи тоа е една проекција на сон и тебе ти продаваат лажна приказна. Затоа ние овде живееме во некаква илузија и во некој имплантиран хаос. Овде би можело да си биде се во ред, како што било и порано. Ако ги забележите, питомоста со која што ние како градители сме ги освојувале тие непристапни ридишта за да станат место за живење. Па вие не можете да не се одушевите од вашите претходници. Знаете што е проблемот? Ние не си ги забележуваме имињата по налог на глупавите преведени учебници. Нема учебник што ние сме го напишале. Нас ни е носен и преку тој учебник да знаеме нешто како јас ти велам повторувај го. Ние кога имавме до моментот додека имавме наши учители, тоа беше се во ред. Во моментот кога ни рекоа нема учители, има учебник, тука се расипа и учителите и учениците. Така. Кога ќе дозволите друг да ви пишува и да е толкува историјата така, и тоа велите, во Македонија практично треба цела Македонија да биде заштитена од страна на УНЕСКО, бидејќи каде и да се копне нешто излегува од минатото. Знаете ли колку пари се тоа? Така, па не знам колку пари се. Да ти кажам. Да им кажеме на граѓаните ако располагате со таква информација. Мислам дека тоа сум го повторил, али добро е да се повтори. Значи, ние имаме според црната археологија. Значи, црната археологија не е црна. Таа е многу контролирана. Тука има реак бизнис, тоа се компании со своји правила. Во црната археологија, по статистика, од Македонија излегуваат 1.000.000 артефакти, диво, значи, не е службено, не црно, 1.000.000 артефакти во период 10 до 15 години. Сега колку пари е тоа? Ставате 1 евро за најефтиното. Иако не постои 1 евро во археологија, тоа се многу поскапи работа, ама за рачунање полесно. Потоа ставате кој е најскапо продаден артефакт од Македонија и вие наоѓате дека има еден кој е продаден за $500 милиони. Од тука многу е просто. Треба да имаш основно училиште да знаеш. Средна вредност од тоа е $250 милиони. Ајде да се помножи 250 милиони по милион, искуцај на телефона да видиш колку пари е тоа. Тоа е наше наследство. Сваќаш? Не е ничие.
Сметате дека тој бран на изнесување артефакти е спласнат сега или не дошле овде. Нити таму биле. Дали сметате дека тој бран на изнесување од Македонија, на црно изнесување на артефакти од Македонија е спласнат сега, не постои? Или тоа е канал кој што е добро Не, вака, вие треба да сватите дека тоа се сериозни компании, сериозни институции, врвни светски институции, кои многу би сакале минатото да не се смени и да остане како што треба. Според тоа, тука не се жалат пари. Еве пример. Ако најдете во археологијата, каде и да е, некој текст кој е напишан, на пример, на папирус. И тој со текот на времето, нели, може да остане цел, ама може да се девастира. Тоа што ќе остане цело, на пример, може да ќе го продадете за 100.000 евра на црно. Ама тоа што е искинато на парчиња, тоа ќе го продадете во 1 милион евра. Сваќате колку е важна археологијата. Тие ситни парчиња од некаков текст, тие се сега момент на моја креација. Јас имам моја приказна. И во мојата приказна, за да биде добра, јас сега имам доволно стар папирус, доволно старо мастило и доволно стар ракопис за да го лоцирам во време. И сега јас наоѓам истата моја приказна и моето минато е вистинско и ќе ги земам тие ситни парчиња и од нив какви букви ќе си направам, тоа е моја работа. Затоа тоа кошта многу скапо. И луѓето кои држат до себе апсолутно внимаваат што се случувало во минатото и сакаат да влезат подлабоко. Во Франција ние немаме нити интерес, нити па пари. Тоа треба многу пари. Кај нас има голем интерес. Се многу скапи. Овие муабети, јас водам. Интерес може би меѓу фелата, како да кажам. Не само фела. Но народот е што ја вода желен. државата. Значи, добро, и народот, јас тоа имам да. директен контакт со нашиот народ на локалитетите. Јас турите не ги правам како редовно Скопје, Охрид. Туку одиме пешки, кај што не се стасува ни со кола. Се пентариме по карпи, ќе се чудите. Но таму тоа што ќе го најдем е такво богатство, а мештаните знаат. И кога на мештаните плюс уште некаква информација ќе им се даде, тебе ти стануваат блиски, сите се заинтересирани за тоа. Тие луѓе сами од своји пари се грижат за местото, не се грижи државата. Затоа што чувствуваат дека тоа е нивно и тоа е вредност. Значи, тие се луѓе неплатени од никого, чисто заради тоа што знаат дека се македонци, го одржуваат тоа, го бранат и го чуваат. Еве, Вангел, вие работите, и рековте дека имате тури. Колку е нашето минато интересно за посетителите странски што доаѓаат овде, за гости? Нема да видите... Како е доживуваат тие Македонија? Севак. Прво, од досегашното искуство, мислам дека не е мало тоа искуство и не се мал број на туристите од странства кои сум ги шетал. Низ познатите тури. Тие, кога доаѓаат во Македонија, имаат очекување нула. Со оглед на тоа дека информациите што сме, како сме, се далеку послаби од било кој друг што се занимава или со туризам, или воопшто со пропаганда на себе си. И бидејќи доаѓаат на непознато место, тие често се случува, добра, не толку често, ама прашуваат, не знаат на која географија се наоѓаат. Еден ме праша каде е границата до Русија. А ние сме 3000 километри од таму. Да. Значи, толку се неинформирани. И сега тоа е предност на нашиот водич. Предноста е во следно. Ако ти знаеш да одбереш место и артефакти што ќе му ги покажеш, ти си го купил тотално и тој останува шокиран. После тоа може неретко да ти се случи ти да добиеш аплауз како да си бил некаков си пеач на бина. Заради тоа што ќе го видат, прво што не го очекувале, значи немаат очекувања,
тие имаат ниски очекувања, наеднаш прво кои ќе дојдат ќе видат кај нас стросани улици, широки, лево, десно, ајде тоа, можда и полесно ќе го проголтат. Но кои ќе ги видат артефактите, ние кај нас имаме шокантни артефакти. Во смисол, само еден определен камен им ја меша ситуацијата што и тие низ нивниот образовен систем ја имаат. Пример, кај нас, нашите цркви, нашата правоверност е просто неверојатна, заради тоа што нашите цркви, например, не се тие што сакаат да исплукаат и да урнат претходни божества. Напротив, и нив ги почитуваат. И тоа кој ќе им го покажете на образот на црквата, они остануваат стаписани. Потоа им кажувате, например, дека нашите имиња не сме им ги дале ние оваа генерација. Тие постојат тука се на местото напишани и ќе им покажете, например, определен локалитет со точно камен кој е ужасно многу стар, со истото име како што е локалитетот. Значи, не е дека откако си колонизирал па си почнал да ги именуваш местата. Ние ги имаме од Адама. Од тогаш се местата. Затоа и Македонија, народот не ја менува како име кој сака дошол да направи притисок, да коли, да беси и така натаму, што го имаме доста во нашата историја. Според тоа, туризмот е по мене излезен пат за наша блискост со луѓе обични од надвор. И верувајте дека во најголем број случаи, преку 90%, сите се презадоволни што дошле. Затоа што ние не сме исплашен народ, како што викаат. Ние сме народ кој не плаши, туку ги примамува, ги кани гостите, се радува со гостите, што кај нив, особено западната култура, не може да се пофали со таков тип на култура. Нашето гостопримство е надалеку прочуено и тоа. Еве, дали сметате дека ова што Министерството за култура и туризам, дали сметате дека тоа добро врзување? Сега да видиме во реалноста. Мислам дека реално е креативно. Многу е важно министерот да го свати ова дури како примарност. Видете се, Министерството за култура, така како што е културата дефинирана, школски, се знае што е. Сликарство, музика, пеење, играње и така натаму. Тие работи и пишување книги. Тоа е. Бел епок. Меѓутоа, култура е не само тоа. Значи, севкупниот живот е култура која тебе те дефинира како народ. За да можеш да ја представиш, тебе или ти требаат добри дипломати, кои тоа ќе го прават, но тоа е мала бројка, но преку туризмот можеш многу да направиш. Значи, туризмот, која би се поставил, например, еден економист да каже, дека ќе стане носечка број 1 економска гранка. Веројатно, секој добар студент и добар професор ќе рече, чекај, тоа не е така. Но, хајде да го пробаме моделот, ако ние направиме пирамидата на економијата само врз основа на туризам. Што тогаш тој првиот фактор ќе каже за другиот дел од пирамидата? А како може? Вака. Ова исто сум го раскажувал. Имате Ерусалим и имате градоначалник. Градоначалникот ги повикува сестринските градови на состанок. Јас се наоѓам во соседната соба по друг повод. Читам дека тука има таква работа и влегувам. Мене никој не ме прашува дали сум градоначалник, затоа што обезбедувањето во зградата ги пуштило тие што треба да влезат внатре се. И седнувам со градоначалници и ни држи говор градоначалникот на Ерусалим. Вели, Ерусалим нема индустрија, нема езеро, нема море, дури ни река нема. Вика, ние живееме од приказна. Значи, нивното минато, раскажувањето на градот, го знаат сите деца. Кога ќе влезете во Ерусалим, на 7 порти има средношколци и студенти, кои го знаат градот на памет. Така и се нудат да ви помогнат. Не помогнат, така, да ви заработуваат. Да. Вели, слушај, за 10 шекела јас сум ти поарен, затоа што
овој што е службениот водич, тој вели, има тури неколку. И тој нема да ти раскажува. Тој ќе те прошета така, ќе каже по два збора и ќе си ја земе другата тура. Јас вика, за овие пари, кај сакаш ќе те носам и ќе ти раскажам. Практично се сите туристички значи, водичи на некој начин во Израел, да. Реченицата е чудна, ама велам, може да се живее од приказна. Јас го споредувам, значи сметам дека сум доволно добар за да знам што е Ерусалим или воопшто што е историја на еврејството, тоа скоро и да не можеш да не знае, цел свет го знае. Но кога ја споредувам со нашата историја, да ти кажам, мислам дека ние можеме да понудиме далеку поинтересна приказна. Така. И со приказната, нели како вреден ресурс да си само помогнеме, како да кажем. Тоа да се смета како и важна економска нашата вистина, категорија. меѓутоа и економска категорија се разбира. Божиновски, благодарам што бевте дел во ова издание на Студио 10. Сте гостувале и порано, секако дека секош кога има нешто ново да се соопшти, тука ви стоиме на располагање да поразговараме и на овие теми. Одиме сега со кратка пауза, па со следниот гостин, почитувани.